Добро вечер во топ тема на ваша. Во Македонија дишиме најзагаден воздух во Европа. Така барем покажуваат последните истражувања на светските и европските организации. Што се прави и што треба да се направи да се спречи енормното загадување на воздухот, што е причина за смрт на 1000 луѓе годишно? Вечерва за ова ќе дебатираме со градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, со државниот секретар во Министерството за животна средина Ана Петровска, Или Пешева од коалицијата ОДВА и Аријанит Хоџа од Еко Герила. Аријанит Џафери, се извинувам, од Еко Герила. Но со нас во студиото се представници и на уште неколку еколошки невладини организации, на Go Green, Екосвест и Стоп за загадувањето. Добро вечер на сите и добре дојдовте во студиото на Топ тема на ваша страна. Без да почнеме со дебатата за ова горлива тема, да го видиме фактографот што го подготви мојот колега Јордан Дуков, што се случува во моментов со загадувањето на воздухот во Скопје и во Тетово. That report, it says air pollution causes more than 500,000 premature deaths in 41 European countries each year by causing or aggravating diseases such as heart disease, asthma and lung cancer. Bulgaria, Poland and Slovakia have some of the worst air quality, but the worst of all is Macedonia. Ова се реакциите на светските медиуми за Македонија по извештајот на Светската здравствена организација за загаден воздух објавен пред неколку дена во Женева. Синоќа мерната станица кај ректорат со 240 PM10 честички на кубен метар, што е околу 5 пати над дозволеното, го смести Скопје на 6-то место во светот по загаденост на воздухот. На аерозагадувањето најмногу влијаат сообраќајот, домакинствата кои се греат на дрва и јаглени и индустријата. Само во Скопје има 130.000 возила, додека голем број од индустриските капацитети од тешката индустрија се наоѓаат во самиот град или во негова близина. Градежната експанзија изминатата деценија е фактор плюс за влошување на квалитетот на воздухот, не само поради запирање на протокот на воздухот со висококатници, туку и со енормната емисија на прашина и струфи честички во воздухот од градежните зафати. Градот Скопје соопшти дека презема долгорочни мерки како што се постапката за преземање на топлификационата мрежа, субвенционирање на печки што помалку загадуваат, зголемување на зелените површини, мапирање и чистење на дивите депонии, како и подобрување на велосипедската инфраструктура. Од друга страна, експертите препорачуваат дека во денови на екстремна загаденост треба да се преземаат и дополнителни поинтензивни мерки, но и непопуларни како што се исклучувањето од сообраќај на стари возила и автобуси или возењето автомобили по принципот пар-непар. А граѓаните на Скопје велат дека она што го презема градот не е доволно. Во денови на екстремна загаденост се затвараат дома и се трудат што помалку да излегуваат надвор. Катастрофално е. Немам друго што да кажам, мора да се превземе нешто, одвратно е. Ќе се разболеме сите и ќе умреме, ете тоа ќе биде. Секоја година иста приказна, мислам, со загадување, треба нешто да се смени сега. Вајда прават надлежните нешто за тоа, едноставно мора да се смени нешто работава. Да идеме на подобро, сега ќе видиме како ќе биде. Значи има луѓе платени да размислуваат. Значи има, не знам, институции стручни. Сите се нешто истражуваат, никој ништо не прави. Ако презимале досега мерки, нема вака да за загадувањето во Скопје да се зборува. Само обеќаваат нешто, ништо од тоа, све нешто не чинело ова, не чинело она, шума се сечело. Ништо не презема. Според извештајот на СЗО, Тетово е вброја меѓу 10 најзагадани градови во Европа. Според студијата за 2018 година, тетовци дишат штетни канцерогени честички дури и пред така наречената сезона на загаден воздух која започнува од наредниот месец. Во октомври во Тетово се дишеше загаден воздух за 3 пати повеќе од максималните граници. Целиот град е пренатрупан од ѓубриво. Друго, урбанизацијата, без разлика каде е местото, се дава дозволи за градба на погони, на разни штали, на чуда. Граѓаните се жалат, јас сум еден од тие, особено што имам проблем со дишните патишта. Го чувствувам тоа. Аерозагадувањето во Македонија влезе и во фокусот на европските институции. Нацрт извештајот за Македонија кој беше усвоен од Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент во последната точка напоменува дека треба да се обрне внимание на екстремното загадување на воздухот во Скопје и другите загадени градови. Се повикува на ефективни акции за мониторирање на квалитетот на воздухот и негово подобрување.
Да, тоа беше фактографот. Денеска се разбудивме со информацијата токму со Air Visual, една апликација која мери загадување на воздухот и според неа ноќеска Скопје бил 6-ти поред најзагаден град во светот. Господине Шилегов, како ја примивте оваа информација дека сте градоначалник на 6-тиот најзагаден град на планетата? Добро, значи информацијата е половична, бидејќи ако ја гледате истата апликација сега излегува дека баш и не е така состојбата во Скопје, што не значи дека состојбата во Скопје не е критична, не речам и алармантна, затоа што допрва влегуваме во периодот каде што загаденоста уште не почнало грејната сезона, топло е надвор и не до крај, да речам, сите ги трошат енергетските ресурси, не е пријатно нормално, особено ако се има во предвид дека и јас како градоначалник, меѓутоа во комбинација заради надлежностите, не од друга причина, мора да обезбедиме една поинтензивна, поорганизирана акција на ниво на што локални, што повеќето државни органи, бидејќи за некои работи треба да бидеме искрени до крај, без оглед дали ние припаѓаме на исти или на различни политички групации, во моментов се исти. Добар дел од ингеренциите кои што се припишуваат на градот, всушност и не се ингеренции на градот. Сакате сообраќајот, сакате дивите населби, од каде што се зрачи, да речам, се пали отпад кој што е недозволен. Градот, од друга страна, во текот на оваа година изготви една стратегија, може би, не знам, звучам понекогаш и јас на себе си, условно кажано, досадно. Меѓутоа, ја прво се грижам за здравјето на граѓаните, имам целосно разбирање за нивната загриженост, имам целосно разбирање за загриженоста на секој од нас поединечно. Воздухот што го диши градоначалникот и неговото семејство е истиот воздух што го дишат сите скопјани. Не постои посебен воздух и заради тоа стратегијата која што го воспоставивме, која што може да даде сериозно добри резултати на среден рок, преку формирањето на градското предпријатие градски енергетски системи, кое што ќе раководи со топловодната мрежа и со гасификацијата на градот, е еден од начините да се елиминираат 53% од загаденоста. Значи, кај вас е клучно дефинитивно грејењето. Она што сакам и секогаш го зборувам, е дека не постои инстант решение, постојат интервентни мерки кои што може да ублажат, меѓутоа не да решат проблем. Мораме да имаме стратегија, особено стратегија за затоплувањето на домовите, стратегија за сообраќајот во градот, како би можеле да очекуваме дека на среден рок ја подобриме состојбата. Алармантна е позицијата дека ако не се превземе нешто ургентно во среден рок, десетина години од сега податоците кои што ги читаме на мерните станици или податоците кои што излегуваат во јавноста или во светски апликации ќе ни изгледаат дури и мали. Не случајно сметам, моето мислење, мојата заложба во текот на оваа година, сведоци сте и вие и јавноста, е дека мора конечно да профункционира ова градско предпријатие, мора да ги добие потребните лиценци, затоа што некаде над 56.000, 57.000 домови во Скопје се надвор од организиран систем на загревање на домовите. И ние мораме да ги подведеме тие домакинства, во што е можно поголем број, или во системот на топловодната мрежа за загревање преку парното грејење или во гасификација. Ке се вратиме на мерките да видиме каде заглавија, бидејќи практично ова што го кажувате, дека имате и план и стратегија и знаете, но некаде нешто заглавува. Попате се решава, веројатно ќе зборуваме во текот на Господјо Петровска, Министерството за животна средина е надлежно за одржување на мерните станици. Во моментов не работат 3 и тоа онаму каде што загадувањето е секогаш највисоко, Лисиче, Битола 2, Велес 2. Колку време треба на Министерството да ги поправи? Или намерно не ги поправат? Ќе си помислиме или до лето ќе чекаме? Да. Видете, значи не станува збор за мерни станици, туку станува збор за инструменти кои што мерат прием честички. Другите инструменти за другите загадувачки материи се во функција.
Набавката на овие инструменти е започната, меѓутоа знаете како е, со план за набавки и така натаму. Од друга страна, станува збор и за редовно одржување, кое што во еден момент ги надминува, како да кажам, одржливите трошоци, бидејќи тие уреди се многу стари. Значи, идејата е да се обезбедат финансиски средства во текот на наредната година, за да целосно... Добро, колку чини еден инструмент и една мерна станица, што е толку недостижно и толку комплицирана процедура, за да се набави, нели, мерењето е првиот чекор? Така е, врз основа на мерењето се утврдуваат и сите мерки, тоа сме сите свесни за таа работа. Значи, станува збор за некои 150-200 евра по уред и, значи, таа сума генерално би требало да се... За нов инструмент. Што значи дека ќе почекаме и овие да проработат, во меѓувреме очигледно загадувањето го мерат и странски апликации и организации. Господја Пешева, добивте ли ви информација од надлежниве институции, че представници се тука, што се прави во градот, дали нешто се прави? Па јас прво би сакала да се надоврзам на тоа што градоначалникот и господја Петровска го збореа. Многу е тешко да се дојде до информации, особено од Министерството. Јас се согласувам со градоначалникот дека тој не треба да биде единствениот виновник во целиот случај и ние, како граѓанско здружение кој што ги изработи 39 барања, значи не бараме информации исклучиво само од градот Скопје, туку од сите надлежни институции. Значи во овој хаос во кој што е нашиот град и нашата држава, како најзагадена во Европа, значи мора да ни биде јасно на сите дека тоа е поделена надлежност и можеби токму тие измешани ингеренции на сите им даваат некаква безбедна зона да се подзакријат малце од удирот на јавноста и на гневот на граѓаните кога ќе ги видат овие информации. Многу тешко се доаѓа до информации, особено кога станува збор за користење на информации, значи по пат на користење на информации од јавен интерес, значи долго време се чека. Ние не можеме сами да ги добиеме сите документи од сите надлежни институции. Тука ни помага и Горијан кој што изработува апликацијата Мој воздух, но еве например ние конкретно од Министерството за животна средина имаме поднесено барање за информација кога ќе проработат, зошто се сервисираат, кога се сервисираат, како се калибрираат мерните станици, бидејќи токму мерната станица која што е во Газибаба беше калибрирана во текот на летото, за повтор неве сега 80 денови од кога покажа неверојатни пикови кои што ние ги регистриравме, за кои што исто така побаравме одговор од Министерството што се случува и зошто ги снема од страницата и после тоа веќе таа мерна станица не проработа, немаме никакви информации. Исто така бараме информации би било, значи ние не велиме дека не е возможно да има технички проблеми. Разбирливо е тоа бидејќи како што кажавте стари се сите тие инструменти. Но би било фер јавноста да знае колку се стари, на колку време се прави набавка на нови, зошто немаме резервни делови? Може веднаш да го зошто немаме резервни делови и конечно, знаете, не знам, можеби градоначалникот ќе го разочараме, можеби ќе го израдуваме. Ако не ни работат 1/3 од мерните станици, знаете, вредностите може да бидат и нагоре и надолу, се останува на некаква проценка и граѓаните имаат право да ги знаат овие информации. Да, ако може да одговорам веднаш. Да, значи староста на мерните инструменти се преку 15 години и сите се набавени со одредена странска помош. Донација, да. Така. Од Јапонија и од Европската унија. Така е, точно. И тие дигнале веќе раце од нас. Не е така. Значи ние сме сега во процес на обезбедување дополнителни средства од нови два извори, значи од шведската влада за набавка на нови мерни инструменти и преку средствата на Европска унија во рамките на ИПА-2 компонентата, значи час поскоро ние можеме да се надеваме на нови мерни уреди. Бидејќи во буџетот не се предвидува. Видете сега, за такви работи мораме знаете како, буџетот е еден процес во кој што Министерството го става тоа како ставка и како сума, меѓутоа на крајот кога се вршат преговорите, секогаш одат средствата на некоја друга намена, знаете како. Како, например, на референдумот.
Не, добро, ајде сега. Значи, да се вратиме на староста на овие мерните инструменти и како да дојдеме до нови инструменти, што е она што ние го правиме и што можеме понатаму да направиме. Има исто така и еден проект од прекограничен карактер, каде што нови 2 мерни станици се набавуваат и значи ги анимираме постојано донаторската заедница, знаејќи дека го имаме тој проблем веќе подолго време. Сега зборуваме да не се задржуваме само на мерните станици, дали како Министерство за животна средина со вакви резултати, со вакво предупредување од Светска здравствена организација, Европски парламент, зошто Министерството за животна средина дали бара удвоен буџет, поголем буџет за да се справува со загадувањето? Ние од Министерството за финансии со буџетскиот циркулар кој што го доставуваме во јуни, во јули месец, обично добиваме процент на зголемување, на можно зголемување на буџетот. Значи, од оваа година, наредната 2019, ние имаме право за зголемување на буџетот 1 до 2%, ако не се лажам. Толку само. Со вакво загадување во толку... Тоа е, знаете како, значи, приоритетите на државата се во економскиот развој, екологијата се смета за нешто што прави повеќе трошок, за жал таа психологија на владата мора да се мени. Значи тоа е тоа што треба да се смени. Аријанит, вие бевте многу активни како екогарила против загадувањето во воздухот во Тетово што од Југохром. Сега Тетово е помалку загадено, но се уште многу загадено. Се повлековте некако, бидејќи не ве гледаме веќе. Да, не гледате, не се повлековме, работиме значи локално повеќе, пошто Југохром беше во ингеренции на Министерството за животна средина, затоа бевме повеќе национални. Сакам јас да ви зборувам нешто во врска со веста која се појави овие денови, беше и на Reuters и на Ал Джазира и на многу други медиуми, светски медиуми, дека Тетово и Тузла се меѓу 10 најзагадени градови во светот. Ова е, не знам дали камерата ќе може да зумира ова. Значи, ова е датабазата на Светската здравствена организација. Ако се гледа тука на жолто, податоците за Тетово се од 2013 година. Значи, тие се стари податоци. Што значи дека Тетово не е 140 како што се покажуваше во медиумите, помалку е сепак, загадено е. Значи, не може да кажеме дека сме сосема чисти, значи загадени сме, но помалку загадени од минатите години. Среќни сте што не сте... Среќни сме што не сме... да кажем, среќни сме што не сме Скопје во овој момент. Мислам, бевме најзагадени во светот неколку години поред. Ако можам, тука имам друга листа што ги направиме. Ние сите податоци ги земаме од Министерството за животна средина и овие беа значи за 2012, 13, 14, 15 година кое беше просечното загадување на воздух. Да, ова е доказ за околу загадувањето југом, меѓутоа 61 е... значи падна добро, очигледно, но сепак треба да биде под 50. Значи се уште имаме многу работа да направиме и затоа сега целиот притисок значи го да се чуваме кон општина Тетово. Би сакал и јас да имав градоначалник тука денеска. Да, беше за да поразговараме, пошто да, значи проблемот се уште постои во Тетово. Домаќинствата, поголемиот дел од домаќинствата, можеби 90% се греат на дрва или јаглен или што да најдат. Има и такви случаеви. Тетово се уште нема јавен превоз, зелените површини се окупираат, се градат. Да, има градежна експанзија која не изгледа баш плански. Освен некои главни булеварди, улиците речиси никогаш не се чистат, само кога ќе врне дожд, ќе се видат со водата. Друго, значи, има и таа граѓанска слава совест, значи, кои ќе палат ѓубре и ќе горат се и се што, значи има се уште многу да се направи, но среќни сме што не сме во таа топ 10 листа на загадени градови. Сепак тоа не значи дека ние треба да се релаксираме сега, треба да работиме повеќе, значи за да добиеме природен газ, гасификација. Да, имавме печаток дека се релаксиравте малку. Не, воопште, поради тоа што 90% од домаќинствата се греат на дрва или на други загадувачи, а веруваме дека, знаеме, свесни сме дека има и подобри алтернативи од природниот газ, но ќе мора да прифатиме тоа што ќе можеме да го прифатиме, додека не доаѓаат подобри алтернативи од оваа држава и клучните луѓе во неа.
Прашања од останатите гости тука. Ана Чолович, Вишовка, Екосвет. Повеле? Се слушаме? Да. Вака, значи, мојот коментар оди во линија на тоа дека да, сите сме свесни дека градот Скопје или градоначалникот нема да биде тој кој ќе реши целата ситуација со аерозагадувањето. И дека постојат серија на институции кои исто така имаат ингеренции во целава ова постапка или процес. И сега заради тоа постои таа интерсекторска работна група која е на владата, значи некое тело кое има овластување да работи на проблемот со аерозагадувањето. Таму членови се и град Скопје, но и редица други институции кои исто така имаат ингеренции, имаат обврски. Владата има усвоено 39 мерки кои се законски измени, планови, постапки, процедури и така натаму, кои ќе им овозможат на сите овие институции да применат во пракса мерки. И нас тоа ни беше јасно минатата година кога се оформи новата влада и беше кажано дека сега треба да работиме на законската регулатива за да овозможиме дека утре други ден можеме да имплементираме само побрзо мерки. Сакав да може прокоментирам дека да, значи за нас улогата на Министерството за животна средина е клучна не само за овие законски измени, туку и во смисол на буџетот. Фонд за животна средина се чека да се донесе цела вечност. Министерството е тоа кое треба да чукне на вратата на Министерството финансии и да побара ваков буџет од сите еколошки такси, конечно да се воспостави. Сите плаќаме еколошки такси, тие одат во централен буџет наместо да одат во буџет за животна средина. Прашањето е за господја. Prашањето е кога, затоа што цела година го слушаме фондот. Дополнително на тоа 4 милиони евра минатата година беа наводно договорени со Министерството финансии за мерните станици. Мистериозно најверојатно исчезна 2018 за референдум. Каде се приоритетите? Значи тука е прашањето. И во однос на град Скопје имам конкретно прашање. Во ред вие среднорочни мерки да применуваат и тоа може да се случи во следните 3 години. Превземањето на топлификационата мрежа само по себе не значи дека нови корисници ќе се приклучат и ќе го намалиме бројот. На долг рок да. Што се случува сега, бидејќи планот на БЕГ, како што бевме информирани лани, беше дека во најтен можен рок за 2 месеци можат многу драстично да го намалат загадувањето, доколку ги свртат домакинствата од грејење на дрва во грејење на централно грејење. Господја Петровска. Да. Вака сега, што се однесува до Фондот за животна средина, значи фондот да се подсетиме дека е укинат по препорака на Светска банка и на Меѓународниот монетарен фонд пред X години, значи ние сме имале Фонд за животна средина, но сме го укинале од причина што била препораката да се централизираат трошењата за да се има одредена контрола. Сега, иницијативата за отварање на нов фонд е релативно нова и е влезена во програмата на владата, значи од тоа не се отстапува. Меѓутоа, ние треба да ги имаме предвид и овие претходни препораки, затоа што и меѓународните институции треба да ги почитуваме нивните препораки во креирањето на фискалната политика и начинот на трошење на јавните средства. Но, имањето на Фонд за животна средина не е суштинска потреба. Суштинска потреба е сите надоместоци кои што се пропишани со Законот за животна средина и се прибираат во централниот буџет да се вратат наменски, нели, по програмата на животната средина за инвестирање. Значи ние имаме некои 7-8 подпрограми кои што ги дискутираме со Министерството за финансии и немаме специфична програма за квалитет на воздух. Тоа е се многу интересно. Значи, идејата би била... А таа програма би требало да ја направи Министерството? Таа подпрограма, знаете како, ние се бориме и овие подпрограми да бидат добро капацитирани со средства. Земете тие да дојдат во Министерството, треба да дадете програма, таква нема. Така. Значи, немаме специфична програма за квалитет на воздух. Туку се тие подпрограми кои што се заостанати... А зашто не е направена досега? За било која нова подпрограма со Министерството за финансии се големи и тешки преговори, можам да ви кажам. Ова би било, да кажам, некаква иницијатива да се идентификува една таква нова програма, да се врзе со конкретна ставка во буџетот и да почнеме да работиме конкретно преку Министерството во инвестициски мерки. Меѓутоа, добиваме впечаток дека повеќе одговори би добиле од Министерството за финансии отколку од Министерството за животна средина и ако така. Јас не би сакала да ја префрлам топката, значи сакам да речам дека е неопходно сите институции, како што беше и идејата на
меѓусекторската работна група, да си го најдат своето место и да почнат да ги спроведуваат. Министерството за финансии, ако може само да продолжам, на неколку мерки е носител, нели? И кога ја гледам јас реализацијата на интерсекторската група, Министерството за финансии, да кажам, нема голем напредок. Например, веќе се подсети градоначалникот Шилегов дека е даден предлог во меѓусекторската група ДДВ-то за цената за грејење, на централното грејење од 18 да се спушти на 5%, така ли е? Одредени анализи се направени, меѓутоа финансии се уште нема дадено одговор. Сакам да речам да се приклучуваат на централното. За да се вратат корисниците. Господин Шилегов, прашањето. Добро, ќе се потрудам да не бидам екстензивен. Сакам за да може да биде овака, значи кога дојдов јас за градоначалник во рамки на ингеренции на градот Скопје. Имаме воведено во политиката може би малку неблагодарно, кога нешто ќе го направите, сите забораваат дека постоело како проблем. 27 нови интервентни мерки, што во претходната администрација не постоели, тие се превземени во текот на оваа година, откако сум дојден за градоначалник. Би сакал да ми дозволите да ги прочитам, чисто за да јавноста на вистина некогаш и се подсети. Дел од тие работи ги кажувавме во јавноста, меѓутоа не секогаш. Што се однесуваат на загадувањето? Што се однесуваат на загадувањето нормално. Во рамките на загревањето на домакинствата и зградите на јавните институции го формиравме АД градски енергетски системи. Извршивме субвенционирање на чистење на оџаци, извршивме обука на оџачари на повеќе од 20 луѓе, бидејќи тоа мора да стане законска обврска да се чистат оџаците во градот Скопје, се додека се користат тврди горива. Извршивме ново фасади, односно енергетски ефикасни објекти на 11 средни училишта, што не се случило во исто време, во иста сезона, 11 училишта одеднаш да се направат. Обезбедени се и ќе бидат дистрибуирани пречистувачи на воздух за секоја училница во секое средно училиште во градот Скопје, оние 23 што се под наши ингеренции. Во секторот на сообраќај, знаете и самите дека имаме воведовме и во текот на минатата година бесплатен јавен превоз на сметка на градот во деновите на енорното загадување. Во тек е постапката со Европската банка за обнова и развој за набавка на 30 до 40 во зависност од цената што ќе се постигне во набавката екоавтобуси на газ, да ги замениме овие дизели. Ограничивме дотурна роба, односно обезбедивме кога се врши дотурна роба во централното градско подрачје, имајќи во предвид дека дизел се возилата кои што ја вршат дотурот на робата. Направивме субвенции за велосипеди, направивме субвенции за прв пат за електрични тротинети, направивме можност за електромобилност на начин што обезбедуваме бесплатни чарџери, бесплатни паркинг места за електрични автомобили. Ја подобривме и ја проширивме мрежата на велосипедските патеки за околу 7 километри во текот на само една година, што е досега најголема должина по историјата на градот Скопје. Подготвивме закон, ние, иако не е наша надлежност за налепници на возила, тоа го најавивме минатата година, го доставивме до надлежните министерства. Оние што не се ги задоволуваат стандардите? Кои што не ги задоволуваат екостандардите. А кои тие тоа треба да го одобри? Министерство за внатрешни, Министерство за економија. Они треба да ги пуштат во процедура, собранието да ги одобри, за да можеме... чекате? Значи, ние, нашата работа како град и во рамки на работна група, заедно беше и Министерството за животна средина, завршивме некаде во мај, во јуни годинава. Сега сме ноември, јас на вистина не може сега градот Скопје да донесе закон. Воведовме бесплатен автобуски превоз за сите средношколци без оглед на далечината на нивното живење, порано беше ограничување од 2,5 километри. Обезбедуваме секој викенд бесплатни автобуски линии до Водно, секој викенд. Го намаливме се сообраќајниот метеж на Водно заради воведување на рестрикција со зголемување на паркирањето. Ишчистивме 320 депонии во овој период, иако тоа не е надлежност на град Скопје, туку е надлежност на општините. Од тие 320 депонии имаме подигнато 3600 метри кубни смет. Добро, ако може да, бидејќи многу од овие информации ги знаеме. Добро, во ред, меѓутоа чисто затоа што кога некогаш ќе се рече не прави ништо градот Скопје, сакам да бидеме прецизни. Во 2017 година за сметка на 3600 метри кубни смет од дивите депонии биле подигнати 350 метри кубни од смет.
додека законот и дозволува, вршиме рачно миење на улиците, тоа навечер може да се види веќе 20 или 30 години забравена работа во Скопје. Воведовме систем за елиминација на огновите на отворено изгрижување на бездомните лица на бесплатниот број 193, каде што имаме и полиција, и трудна социјална заштита, и пожарникари, цел тој систем. Расчистивме 3 досега, иако тоа е работа на Министерството за труд и социјална политика, диви населби во центарот на Скопје, ни останува на Апоткале, каде што имаме повеќе од 250 луѓе. Започнавме постапка, и тоа е најавено, за набавка на нови возила и нови контейнери за депонирање на сметот. Отворивме нови паркови кај Ибни Пајко Мало, кај Архитектонскиот факултет, кај Министерството за култура. Го завршуваме паркот кај Македонска филхармонија, во теке постапката и ќе започне пред нова година првата зелена јавна површина, зелен кроп над градскиот трговски центар. Го зголемивме за повеќе од 50% обработеното зеленило на нови зелени површини, дуплиране бројот на казни кои што ги изрекува градскиот инспекторат. Добро, сега да дојдеме кај казните, мислам, ве сослушавме внимателно, сигурна сум дека... Имам уште 3 точки. Пред, се извинувам, морам, затоа што навистина чувствувам и одговорност кон граѓаните на Скопје, што е тоа што нивниот градоначалник оваа година сработил. Па ќе зборуваме што не извршивме по наша иницијатива замена на филтерот на инцелераторот во Дрисла. Нешто што децении го немаше. Јас го инициирав, иако е на Министерството надлежност. Се сеќавате? Да. Извршивме пред започнување, ама апсолутно, извршивме пред започнување на грејната сезона на сите инсталации бе лиценци, вонреден инспекцијски надзор. Тоа се преку 50 во градот Скопје и вршиме во теке, вршена е таа јавна набавка, снимање со дрон на дивите депонии и онаму места каде што ни се уваа диви пожари со цел да ги упатиме. Што откри дронот? Имаме многу, значи дел од овие диви населбишта, дел од овие диви депонии кои што ги споменав нагоре, дел од казниве, 1360 записници во текот на месец октомври има завршено еко патролата на комунална хигиена. 236 казни се изречени во текот на октомври. Податоци што порано ги немало во градот Скопје. Така што јас како градоначалник и луѓето со кои што работам, луѓето со кои што соработувам, невладините организации се дел од тој процес. Институциите други државни се дел од тој процес. Некогаш превземаме работи кои што се и надвор од нашите ингеренции. Со цел да ја подобриме таа. Дозволете сега да прашање за она што БЕК нема стратешки интерес да ја развива енергетската политика во градот Скопје. БЕК има комерцијален интерес. Градот Скопје има стратешки интерес. Воколку градот се јавува како управител на мрежата топловодна и носител на гасификацијата, тогаш ќе можеме како град да понудиме социјални пакети на граѓаните со цел да обезбедиме поедноставно приклучување. Имаме прашање, само кусо бидејќи за господинот Шилегов нормално, пошто немам свој градоначалник тука, уште еднаш да спомнам. Јас ви кажав, например, Тетово има подобрување во последните години поради некои измени што се направија. 27 мерки превземени, така беа. Зошто воздухот во Скопје не е подобрен? Мислам, сепак вие сте помеѓу најзагадените градови во Македонија. Тоа ме интересира. Дали се овие мерки чисто козметички, дали треба да бидат порадикални, поради тоа што проблемот е многу радикален, значи. Дали треба да тоа казните да ги пишувате малку побрзо, почесто, пооштро, ако мора. Како дали треба да се радикализира вашата работа кон загадувачите? Бидејќи кривични пријави нема ни од Министерството. 27 мерки, а не се гледа некој добар резултат. Значи вака, ако направите некаква компаративна анализа, иако тоа не е, никогаш не сакам да правам јас такви, да речам, споредби, во однос на минатата година сме имале за нијанса поквалитетен воздух визави минатата. Тоа не мора да значи и никогаш нема да го знаеме дали е тоа заради мерките кои што ги преземал градот или заради можеби поволни климатски услови. Веројатно и вие и јас се сложуваме околу прашањето дека е комплексно загадувањето, особено на амбиенталниот воздух, и дека не постои една мерка која што може да даде резултат. Да не имаме впечаток дека еве го сега градоначалникот на Скопје, министерот за животна или Сања водителката, не бито се извинувам, има копче кое што може да го прекине загадувањето, ама не сака да го најде или да го стисне.
Значи, за да немаме таков впечаток. Комплексен е проблемот. Често кажувам, иако тоа за политичар е непопуларно, дел од одговорноста да пренесе и кон луѓето што го изгласале. Јас велам, сите сме дел од проблемот, сите мора да бидеме дел од решението. Мораме секој од нас да смениме дел од собствените навики, воколку сакаме да добиеме некаков резултат. Да, знаеме дека е комплексно, ајде да го разложиме. Клучните компоненти не се зачнати, не па почнати да се решаваат. Тоа е загревањето на домовите и регулирањето на сообраќајниот хаос. Мислам дека кај со засилениот инспекцијски надзор можеме да направиме подобрување кај градежната прашина или индустријската прашина како причинител на загадување на градот. Доволно е да ги казнувате градежните компании. Па 236 казни во текот на Ели Кусо, да, само сакав да констатирам дека овој период веќе, значи почеток на ноември, ние сега почнуваме со конференции, со анализи, со извештаи. Ние притискавме како граѓанска организација, јас знам дека и останатите наши колеги од еколошките здруженија истото го правеа цело лето. Никаков интерес немаше. Немаше интерес за темите да ги отвориме, за да дискутираме. Сега кога ќе ни дојде црвеното копче веќе дека сме најзагадени, сега брзо што да правиме. Ние сега во овој момент сме далеко и од среднорочни, уште подалеко од долгорочните мерки. Ние сега мораме да размислуваме на вонредни мерки. Значи ние ќе влеземе за Освен ако се сеќавате, едно 15 пресконференции одржував јас во текот на пролета и есента и летото и ги започнав дека градот Скопје мисли на загаденоста и тогаш кога не е во фокус. Добро, ама констатиравме дека не сте само вие во Да, во ред. Јас велам би сакал само да ставам една сериозна дистинкција затоа што навистина и ги набројав мерките, бев екстензивен да се извинам и на луѓето од дека, меѓутоа навистина позицијата на град Скопје беше активна во процесот, особено во делот од годината кога не многу поише мислиме на море отколку што мислиме на воздух. Но како што кажа Арија, загадувањето допрва почнува да не мачи. Повелете. Благодарам Нивена Смилевска од Екосвест. Благодарам на градоначалникот што ги посочи мерките кои што веќе биле спроведени. Јас би сакала да споменам неколку краткорочни и среднорочни мерки кои што не се спроведени и кои што сметаме дека треба да се спроведат со голем приоритет. Прво, донесување на закон на ниво на град Скопје со кој се забранува употребата на јаглен за загревање на домаќинствата. Ова го зборуваме веќе известно време, уште пред да дојдете на вашиот мандат и кога дојдовте го зборувавме. Кои се мерките што сметате дека веднаш би можеле да се применат? Така, значи ова се мерки кои што може веднаш да се спроведат, две се само среднорочни. Втората, ограничување на движењето на возилата во централното градско подрачје и нов зимски сообраќајен режим за градот. Тие мерки што се поврзани со топлинската енергија ќе ги прескокнам бидејќи ги зборувавме досега. Подобрување и изголемување на јавниот транспорт во градот, воведување на нови ефикасни линии, стимулации за вработените во институциите и компаниите за здружено користење на возила или користење на велосипед или пак одење пеш до работното место. Значи не зборуваме за препорака, зборуваме за конкретни стимулации за предпријатијата за да го дадат ова како насоки на своите вработени. Ограничување на градежните активности и индустријата времено се разбира во зимскиот период, во периоди на високо загадување. Строго санкционирање на палењето на диви депонии и жетвени остатоци, значи споменавте дека се расчистени, меѓутоа не разбрав дали некој бил казнет за тоа, за да не се случи повторно. 236 мандати казни се изречени за депонија. Добре, благодарам за појаснувањето. И среднорочни две мерки, отворање на фонд за животна средина кој што го спомена веќе господјата Петровска и мерките зашто не е тоа спроведено и отворање на фонд за енергетска ефикасност за граѓаните, преку кој домаќинствата ќе можат да ги подобрат условите за живот и намалат трошоците за грејење. Ме интересира кои од овие мерки ги разгледувате веќе? Дали сте почнале да ги разгледувате овие конкретни мерки? Градоначалникот. Секогаш е градоначалникот, иако не секогаш е градоначалникот, иако не секогаш е градоначалникот. Се сложувам со вас. Значи, во врска со регулирањето на сообраќајниот режим или на регулирањето на сообраќајот, надлежниот орган е Министерството за внатрешни работи. Градот Скопје нема совршено ниту еден механизам како да спречи
или ограничи движење на моторни возила, освен онаму кај што тоа веќе го имаме направено. Кај што имаме ингеренција, тоа е дотурот на роба, тоа веќе сме го направиле. Меѓутоа, јас нити можам да воведам шифтек, нити можам да категоризирам возила, нити можам да им забранам движење во дадени зони. Искрено да ви кажам, за јагленот размислувам и јас многу посериозно. 730 семејства во град Скопје се евидентирани како корисници на јаглен, а јагленот е ПМ10 сериозен причинител. Можете вие како град Скопје да донесете одлука? Значи, она каде што се обидуваме да ги опатиме граѓаните, тоа е стимулацијата со пелети. Она за што јас размислувам независно да видам како ќе заврши на 1 ноември, сега вчера започна пелетите, да видиме колку тие луѓе ќе субституираат од нивните Градот уште финансира. Апсолутно, да. До 200.000 евра година, а до сега се трошеле 100.000 евра, оваа година градот потроши 200.000 евра за стимулација на замена на печки на пелети као помалку еколошки. Од кога ќе заврши ова, сериозно размислувам да ги погледнам билансите во буџетот на град Скопје и да направиме една субвенција исклучиво на домакинства кои што користат јаглен за затоплување на домовите, да видиме колку од нив во оваа акција на субвенционирање на печките на пелети ќе останат како корисници, односно колку Кога ќе заврши тоа, бидејќи месец дена трае, значи би можеле таква една нова субвенција да отвориме во текот на декември. Добро, во делот на ЈСП веќе работиме. Сега јас не можам да ги забрзам законските рокови кои што се предвидени во текот на јавните набавки. Она што можев да го направам во првите половина година од мојот мандат и некаде до јуни месец, ние правевме анализа за да не купуваме автобуси по принцип миле ми текна. Направивме анализа какви автобуси ги задоволуваат и еколошките, меѓутоа и економските потреби на градот Скопје и констатиравме дека тие се на газ. Постапката е во тек. Зошто е дозволено, имаме приватни компании кои возат надвор од ЈСП, кои возат автобуси кои се надвор од сите стандарди. Зошто тоа градот го дозволува? Системот на јавен транспорт во Скопје е комбиниран од јавното сообраќајно предпријатие и 3 здруженија на приватни превозници. Да, ним им е дозволено да возат отпад од други држави. И тоа е договор кој што е подпишан пред 2 години и трае 5. Значи уште некаде 3 години или паралелно некаде со крајот на мојот мандат. Не, врз основа на штетата што ја прават со загадување. Меѓутоа, видете, градот има превземено концесиска обврска кон тие луѓе. 190 автобуси приватни на приватните превозници, некој потпишал дека ќе учествуваат и ќе бидат дел со тој капацитет и такви какви што се зборувам. Не велам дека не треба да има. Ние понудивме, јас као градоначалник понудив, во текот на оваа година субвенција во износ од 1 милион евра за замена на дизел горивата, односно моторите, на газ од една страна и понудивме на приватните здруженија градот да партиципира со сума од 7 до 8 милиарди евра во постапка за лизинг набавка на нови автобуси на газ. Дури да се половни, тие кои се на газ се многу понештетни. Ова сигурно би се случувало дури меѓутоа, знаете, јас немам механизам да ги принудам. Не постоеше интерес кај приватните превозници да се направи конверзија, односно замена на возилата, иако ние бевме спремни 40% да покриеме тие трошкови. Тука знам дека има многу прашања. Да. Вака сега во однос на законот за забрана на јаглен, секако репресивните мерки вложуваат со плод, меѓутоа можеби идејата на градоначалникот со субвенции би имала повеќе смисла, бидејќи станува збор за еден ограничен број на луѓе. Значи, помалку од 1% од вкупниот број на домаќинствата се грее на јаглен, и значи ние немаме сознание колку овие емисии вкупно придонесуваат кон емисиите на ПМ частичките. Ајде малце посистемски да му придеме на овој проблем. Значи, рековме кој учествува: домаќинствата со загревањето, индустријата и прашината. Значи, градежните активности, прашината на улиците, мијењето на улиците. Така ли? Сега, грејењето во домаќинствата се решава секако со централното загревање, бидејќи сме целосно преминати на природен газ, значи природниот газ, при согорувањето не емитираме ПМ частички. Значи, тоа е идеално решение кога би можеле тие што се исклучени од парно грејење да ги вратиме назад
Така? И сите оние нови објекти што се градат, да најдеме механизам, да таму каде што имаме систем за централно грејење, да се вклучат. Меѓутоа имаме... Врска треба да, јас се извинам. Така Град е. Скопје поднесе до Министерството за транспорт и врски иницијатива каде што надвор од градежната дозвола во текот на издавањето на одобрение на градба, општините ќе бидат должни, освен градежниот проект, да побарат проект за лифт и проект за затоплување на домот. Така. За вие кога ќе купите стан, да знаете како стан купувате и да не можете, како ќе ви текне, така да се исклучувате, да го нарушувате системот. Ако може да продолжим. Значи, тоа е дел од интерсекторската група како предлог и вие тоа го спроведувате. Сега, значи, во делот на загревањето, исто така, значи, примерната гасификациона мрежа мора да се продолжи. Знаеме дека гасот генерално е најдобар енергенс во однос на емисиите, нема PM честички, имаме нешто NOx, NO2, меѓутоа PM честички немаме. Сега, во однос на субвенционирањето на пелетите, тоа е добра мерка и таа функционира. Меѓутоа, имаме, може би, потенцијално проблем со квалитетот на пелетите, затоа што знаеме дека некогаш... И тие загадуваат, може да загадуваат. Може да загадуваат. Знаете, значи, многу се поефикасни овие печки од печките на дрва, значи, поинтензивно ја користат калоричната моќ на пелетите, меѓутоа, некогаш отпадното дрво кое што се користи за изработка на пелети содржи примеси од површинска заштита на дрвото, а може да имаме тешки метали, можеме да имаме арсен. Значи треба да се внимава дали е тоа решение. Треба системски да го решаваме. Ајде, дали некој од нашите гости има предлог како би можело да се преземе некоја мерка која би брзо би дала ефект? Да, Невена ги спомна неколкуте мерки ние што сметавме дека брзо би дале ефект, ама мислам дека Тони Никушевски има еден предлог. Ќе го дадам микрофонот. Сакав да прокоментирам дека ако велите дека закон за зградите да се приклучат на парно е тоа што ќе ги натера нив да се приклучат, тогаш и законот за спречување на горење јаглен во домаќинство исто така ќе ги натера луѓето да се префрлат на друг начин на грејење, а субвенционирањето на пелети моментално јас како што знам важи и за тие домаќинства. Значи апсолутно немате потреба да правите нов повик за субвенции за домаќинства кои се греат на јаглен, затоа што моменталниот повик за печки на пелети е валиден и за нив. Така? И затоа реков ќе почекаме да заврши да направиме анализа ако паралелно го искомбинирате тоа со забрана за горење јаглен, ете го ефектот. Тие ќе бидат на некој начин приморани, а градот плаќа. Значи јас плаќам, така? Јас сите ние плаќаме за тоа да се случи. Тоа што град Скопје не носи закони за да донесе забрана. Може да донесе закон ако чувствува потреба тоа да го направи на територија на град Скопје. Закон да донесе градот. Да, зошто да не може да донесе регулатива, интерна регулатива. Не можете, значи мора да имате законски основ за да донесете. Ако имате определени забрани во законска форма ги носи Собранието на Република Македонија. Значи не закон како закон. Вие може интерни правила да донесете кои важат за граѓаните на град Скопје. Не можете такво ограничување согласно сегашните законски решенија. Сакам да бидеме прецизни. Тогаш ќе ги кренете казните. Значи во секој случај мора да има начин како да се елиминира горењето на јаглен и не се согласувам дека е мал процентот, значи станува збор за локална иритација, миризба и сето тоа што се емитува од горењето на јаглен. Значи не е само проблем дека малку загадува, апсолутно не е тоа проблемот. За сообраќајниот план, ако можеме за маратон да имаме времен сообраќајен план, зашо не можеме во зима да имаме? Значи затоа што и за маратонот сообраќајниот режим времен го утврдува Министерството за внатрешни работи на градот Скопје. И град Скопје може да наложи на Министерството за внатрешни работи да го направи. Затоа може да побара. Значи мора да има некој начин. Еве Министерството за внатрешни работи се исто членки во интерсекторската група, знаете колку се опираат да го воведат системот на зонирање. Година дена разговараме на таа тема. Значи, сакам да кажам дека има начин, само вие треба да го најдете. Дали градот се опира? Не се опира. Добро, јас ќе прашам конкретно нешто градот. Што при градот за зеленилото? Градскиот парк не е во очајна состојба. Во која смисла? Новите дрвца што се посадени се исушени. Секаде низ градот имам фотографии 1 тон на нови дрвца посадени и сушени. Систем капка по капка не функционира. Значи, и во градски парк и секаде каде што оваа година се насадија над 6000 дрва, секаде воведен систем капка по капка и тие дрва се во добра кондиција. Да, веројатно ќе го проверите. Тука ќе направиме градски парк с капка по капка 50 години никој не го изградил. Веројатно не очекувате дека може би идеја што треба да се разгледа. Ќе направиме тука куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата.
Се враќаме на дебатата, гледате топ тема на ваша страна, темата е загадувањето на воздухот. Продолжуваме со прашања од нашите гости, членови на еколошките организации. Тони Никушевски, поверете. Кога градот Скопје планира да изгради функционален систем за вршење на инспекцијски надзор и кога мисли дека ќе се обедини контролниот механизам на државата и на градот Скопје и општините. И општините, да. Гледам дека само така би бил тој ефикасен и функционален, затоа што е прескап спорт за мали општини да се бават со оваа проблематика. Тоа е само губење на пари и на дополнителни ресурси. Значи големите загадувања се големи загадувачи. Она што можам јас да го кажам е тоа каде што да речам условно имам и надлежност и контрола, тоа е инспекторатот на град Скопје. Таму веќе се во тек сериозни реформи и сериозно може да се види, мислам, и присуството на инспекторатот на терен. Дел од работата, на дел од моите вработени тоа не им се допадна. Меѓутоа за прв пат воведовме GPS за секој комунален редар и комунален инспектор за да не ни седат по кафани во текот на денот, бидејќи они нивното работно место е. Секоја сум отворен, може да се смеете или не, меѓутоа тоа беше реална состојба. Неговото работно место е надвор од канцеларијата, ќе излезе, ќе се пријави во 8:30, искача и седи по кафана, си брка приватни работи. Кафана е надвор? Кафана е надвор, имено. Меѓутоа, она што го направивме во меѓувреме, тоа е добро јавноста да знае, обезбедивме униформи за тие луѓе, да бидат униформирани, конечно да може да ги идентификуваме кои се. 24 сата мора да бидат достапни, воведени им се GPS-и на нивните аларми за присуство, така што да знам јас како градоначалник. Имало, која е најголемата казна изречена? Мандатни се тие казни во рамки на оние ингеренции кои што ги имаме, за жал ние не можеме да изрекуваме спектакуларни казни, бидејќи наша ингеренција е се бе лиценците и се физичките лица или правните лица кои што или загадуваат во смисла комунална или го загадуваат амбиенталниот воздух. Ке мораме и Градот Скопје сериозно го подобри квалитетот и на надзори. Што прави државниот инспекторат? Не може ли да дојде до обвинување? Да, значи ние немаме надлежност да се мешаме во работата на државниот инспекторат, но ајде сега вака за градот Скопје неколку факти да ви кажам каде загадува потенцијално индустријата. Значи имаме 33 инсталации кои што се носители на интегрирани дозволи и кои што треба редовно да бидат инспектирани од државниот инспекторат. ПСБ. Така. Сега, направивме анализа какво гориво користат овие инсталации. 10 се на природен газ, 13 се на нафта, мазут или петрококс. Сега, имајќи можност да се префрлат на природен газ, значи економската логика овие инсталации ги тера да останат на загадувачките горива. Од друга страна, они имаат дозвола, со самото тоа веќе имаат инсталирано филтри. Меѓутоа, постои секогаш сомнеш, бидејќи тие филтри се дополнителен трошок, нивното одржување, замена, реагенси, таму каде што треба. Значи, постои можност да тие не се конечно инспектирани толку колку што треба. За таа сметка прават државниот инспекторат планови за инспектирање и тие планови за инспектирање ние ги одобруваме. Меѓутоа, стандардот кој што во моментот се користи не обезбедува не овозможува дека сезонски ќе имаме почести контроли. Значи тоа во новиот закон за индустријски емисии ние го предвидуваме, значи да можеме да ги устрожниме контролите во инсталациите кои што се во центарот на градот и сезонски варијации да имаат. Продолжуваме со следното прашање на од еколошката организација Извор, повелете? Да, јас сакам да прашам, едноставно сакаме, тука сме дојдени да најдеме и решение. Некој било какво решение, битно да биде добро. Вие имате предлог, да. Меѓутоа имаме и предлог за истото. Во светот се употребуваат некои дрва, така наречени брзо растечки. Никој не знам од министерствата до сега дали ги анализирале воопште. Што носат за здравата средина воопште. Овдека имам некој така начина скица или проверено од светски организации што носат, што придобивка едноставно има. Значи тоа е вашиот предлог, верувам дека во Министерството за животна средина и барем се слушнато за тоа,
Немаме многу време, ќе треба во ред, меѓутоа имам точни цифри што значи едно дрво, капацитетот колкав е, значи колку 10 клими дава придонес да работа 24 сата. Прочистува воздух, значи 27 килограми, значи филтрира загадувачи на воздухот. Добро, да ги прашаме, да. Дали имате, господја Петровска, знаете за овој модел, дали може да помогне? Секако дека може да помогне. Вака сега, значи со Законот за урбано зеленило се воспостави стандард 25 метри квадратни зелена површина по жител и 20% зелена површина во рамките на една градежна парцела. Сега, за да можеме тој закон да го ставиме во функција целосно, изработуваме во моментов правилник за урбано зеленило со кој што ќе предвидиме на различни нивоа да се изработат плански документи, со ГУПот да работиме стратегија, со ДУПовите да работиме планови за зеленило, но на ниво на градежна документација, значи основен проект, да работиме план за зеленило, каде што значи ќе треба да се направи целосно хортикултурно уредување на парцелата и при тоа да се советува најмалце 1/3 од таа површина да биде со дрвенести растенија, каде што и видовите ќе можат да се сугерираат согласно. И тоа би станало обврска. Колку време тоа би Правилникот ние можеме да го сработиме и веќе го работиме до крајот на ноември месец. Тој правилник го донесува министерот, значи многу брзо тоа ќе може да се. Со оглед на експанзијата во Скопје и во Тетово. Да, тоа ќе функционира во сите градови и на некој начин да биде филтер за урбанистичкото планирање во иднина. Одиме на следното прашање. Повелете? Невена Георгиевска од Одва коалиција. Би сакала да прашам дали имате намера да го смените вашиот однос кон проблемите. Затоа зашто овде гледам само решавање на проблемите, но не и резултатите. Ние како граѓани очекуваме резултати. И тоа треба да биде мерило колку се вашите преземени акции успешни. Значи, не знам дали воопшто сте направили анализа колку 11 школи што имаат енергетска ефикасност ќе допринесат до намалување на загадувањето или велосипедските патеки. Не велам дека не. Меѓутоа, ние имаме аларматна состојба и бараме мерки кои ќе има резултат онакви какви што Арианит покажа. И дали како функционери кои работите за наши пари, имате некоја лична цел, што значи за вас да бидете успешни. Да речеме, во рок од една година, 1/3 би го намалил загадувањето. Ако постоеше механизам кој што може во рок од една година за 1/3 да го намали загадувањето, не верувам дека проблемов ќе беше волкав колкав што е сега. Не можеме да го симплифицираме проблемот со загадувањето. Јас ако влезете во генезата на причинителите на загадувањето, како такви, мора да ги решавате сите паралелно. Дали придонесуваат енергетските фасади на училиштата? Да. Колкав е придонесот? Колкав и да е. Дали придонесуваат велосипедските патеки? Да. Колкав е Не разбирате? Урбанизмот што правиме? Никаква мерка нема, да го влошуваме. Градиме огромни згради на сметка на зеленило. Она што би сакал да го напоменам, а тоа беше и во воведот на оваа емисија, вели градежната експанзија во текот на минатата деценија. Значи, за да бидеме... Најава за нова градежна индустрија. Се извинувам, второ, би сакал и би било во ред како активиста кој што се грижи за сите нас и знаете од мене дека имате поддршката. Урбанизмот како прашање да биде лоциран во рамките на општините, не во рамките на градот Скопје. Бидејќи градот Скопје нити ги носи деталните урбанистички планови, нити ги уцртува зградите. Она што јас го направи во текот на оваа година е дека донесов 34 регулацијски планови со кои што ги ограничив општините како можат во иднина да ги прават на определени локации кои што се критични деталните урбанистички планови. Зградите не ги уцртува градот, ги уцртуваат општините. Да, меѓутоа градот го прави генералниот урбанистички план кој е заснован на стари податоци. Значи, дали мислите дека нема потреба да се направи ревизија на тој? Значи, генералниот урбанистички план се носи на 10 години, во тек е, да речам, 5-та година, сега ги правиме подготовките за носење на генералниот урбанистички план во 2020 година како градска администрација. Во 2025 година.
Она што јас не можам да го направам во моментот е да направам попис кој што требаше да биде завршен пред 10 години за да имаме целосен апдейт на податоците за да може да ги направиме планските регулативи. Во генералниот урбанистички план не се вцртуваат објекти, туку се вцртуваат области каде каков вид на урбанизам може да биде спроведен. Регулацијските планови кои што ги напоменав се ограничување на општините токму за тие области, а зградите, оние кои што никнуваа на секаде низ нашиот град се, за жал, ингеренции на градоначалниците на општините, не на градоначалниците. Градоначалниците ниту во ЗЕЛ, значи секој градоначалник сам се одлучува, никој тоа не го координира, никој не може... Она што апсолутно таа ингеренција на општината, меѓутоа да бидеме до крај искрени. Во текот на оваа година, откако е променета локалната власт на ниво на Македонија, на ниво на Скопје, ако сакате, ако зборуваме за микро средина, не е донесен ниту еден детален урбанистички план нов, кој што на било каков начин може да наштети на животната средина. Нови дупови не се донесени. Камо среќа да имаме нови каде што ќе биде ограничено ова градење. Чекате сега, значи бараме нови каде што ќе нема толкава експанзија. Јас се извинувам, влеговме во диалог, меѓутоа е во ред. Она што го предвидуваат законските прописи, тука пак сега јас ме ставате во позиција да бидам прозван за работа што не е моја, што не е моја, е работа на Министерството за транспорт и врски на општините во градот Скопје, меѓутоа во ред јас ќе одговорам, не е проблем. Стекнатите права кои што ги имаат собствениците на определени градежни парцели со носењето на новите детални урбанистички планови согласно законските прописи и уставот, не можете да им ги ограничите. Такви се одлуките на Уставниот суд на јас не велам јас дека се сложувам, јас сега ви кажувам какви се. Значи го имаме примерот на Мајчин дом, каде што Уставен суд ви рече ворете деталниот урбанистички план. Што можете вие како институција да направите? Уставниот суд не одредува каков е деталниот урбанистички план, него постапката дали. Добро, драга господјо, зборувате за работи кои што се правеле 10, 5, 3 години пред да дојде овој градоначалник или други. Сега не интересира што може сега не е коректно да се направи. Сега можеме, она што можеме да го направиме, носењето на новите детални урбанистички планови, знаете и сами, дека сериозно, онаму каде што имавме најголеми проблеми како локална власт, во рамки на општина Аеродром, во рамки на општина Центар, во рамки на општина Карпош е сериозно сторнирано затоа што се изработуваат онаму каде што ги немало такви кои што ќе одговараат и на зачувување на животната средина. Најлесно е да етикетираме дека дуповите се криви. Не се дуповите кои што оваа локална власт ги носи, бидејќи истите повеќе од година дена се предмет на анализа како ќе влијаат на животната средина. Бидејќи сме на крајот, ја сега морам да ве прекинам. За 04 го имам видено, знаете зашто беше стопиран? Не ве Не, дали го имате видено? Го имам многу убаво, многу убаво. Не сепак ова не би требало да биде диалог. Уште Тања Чакулев накаско. Да, бидејќи сме на крајот на емисијата, ќе го искористам на последно прашање. Што мислите, Аријанит Пешева, што може да се направи за кусо време и на крај господја Петровска? За една година или сега да се направи? Па сега во овој период, јас навистина не гледам освен овие некои вонредни мерки кои што ги спомнавме неколку пати, кои што ги дискутиравме денеска и Екосвест кои што ги доставија, и освен да се работи на превенција, јас не гледам што може да се направи во многу краток период. Аријанит? Може да се постигне таа една третина што спомна господјата за намалување на загаденоста како што се случи и во Тетово, но мислам дека треба целта на политичариве, градоначалниците, па и министрите и тие што ги бираме ние, да не биде нивниот реизбор, него подобриот квалитет на живот на граѓаните. Значи тогаш ќе може за политичката кариера тука за граѓаните. Често пати и градоначалниците, па и другите политичари се плашаат од непопулистички мерки, пошто ќе изгубат гласови, а со тоа губат и животи, значи и пренесуваат поголема штета над нивните гласачи и граѓани. Да, значи брзи мерки што веднаш
Бидејќи многу стратегии слушнавме, планови, подготовки. Не, само почитување на законот за урбано зеленило и одржување на таа микроклима во градот. Меѓутоа, економските инструменти, за кои што зборувавме, значи намалување на ДДВ-то од 15 на 8 за приклучување на парно грење. Еколошки даноци, прогресивен данок за загадувачи, сега, значи, не, значи обновувањето на возниот парк е нешто што уште во акциониот план за клима е ставено како мерка. И тоа е можно да се направи со надоместоци за возила кои што ќе го земат предвид CO2 емисиите, евростандардот, односно староста на возилото. И ние имаме припремено еден таков предлог кој што може час поскоро, бидејќи во моментов го работиме законот за животна средина, да се интегрира. Значи работиме на таа проблематика за да не остане дали за категоризацијата на возилата чекаме еве 4-5 месеци да помине, колку ќе чекаме за ваков. Има ли некоја мерка што не ја спомнавте, што може би сега веднаш ќе примените за спречување на загадувањето? За волја на вистината, не сакам така да бидат поставени прашањата, затоа што може би ќе алудира дека постои мерка што некој не ќе да ја примени, а одма ќе се реши проблемот. Проблемот е комплексен, ние можеме да работиме и работиме секојдневно, дел по дел, мис по мис, тој проблем може да се реши. Меѓутоа дека постои, да, ќе ги превзимаме во текот на сезоната дел од тие мерки, меѓутоа дека постои мерка која што може да околу регулација на сообраќај, ама тоа не зависи од вас. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната емисија. Остануваат уште многу прашања, за жал останува и проблемот. Ова е крајот на Топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.